Благодарам, почитуван колега, се надевам се слушаме добро. Јас би сакал најпрви да кажам, баш ми е драго што ги слушам претходните колеги и ќе пробам некако да се надоврзам и на прашањето на колегата Синиша, меѓутоа и на нивното, знаете, она како слагалица која има некои делови извадени, некои влабнатини, па јас сега да се спојам да се надоврзам на нивните дискусии, затоа што клопчето полека се одврзува во контекст и на причините и на последиците од оваа криза, како се појави инфлацијата, како дојде до неа и така натаму. Особено ме радува последната дискусија од почитуваниот колега Трајан, поврзана со оптимизмот. Морам да кажам дека не така одамна бев на една многу интересна со големи и мали трговски компании конференција, каде што првото прашање беше дали сте оптимисти за следната година, како ќе трае кризата, и ниеден од присутните, односно со исклучок на 5-6 од 300-400 луѓе кренаа рака дека се оптимисти, и тогаш јас кажав една работа. Ако вака продолжиме и понатаму, ако треба да трае кризата 3 месеци, ќе трае 3 години. Затоа што оптимизмот и очекувањата се особено важни кај бизнис секторот и бев, така го почнав говорот, разочарано пред нив дека мораме оптимистички да пристапиме кон можностите кои ги нудат сите овие кризи. Инаку мораме да кажеме дека ваквите состојби што ни се случува како некое филмско сценарио, лошо филмско сценарио за економска состојба и криза. Од раст на цените, од пат на странската ефективна побарувачка, очекувана рецесија, сега очекуваме кај нас движење негативно се уште на растот на металите и нашиот извозен сектор во таа насока, од неефикасност на дел од домашните институции, од борбата и дилемите какви мерки да примениме и така натаму, така да ако го споите ова сценарио да сте ме прашале пред 10 години сценарио песимистичко за некоја криза како би настанала, каде што ќе имаме и инфлација и рецесија, јас не би можел вакво сценарио да предвидам. Така да и одговорот мора да биде прилично силен во таа насока. Кратко ќе почнам со она што го спомна почитуваниот професор Трпески и колегата Никола Поповски, па ќе продолжам понатаму. Синиша, меѓутоа ќе бидам брз да скокнам на повеќе теми, поврзано со целата онаа подготовка за она инфлационо сценарио, оваа инфлација која ни се појави сега и порасот на цените. Тоа некаде почнува 2008 година е точно кога имавме квантитативно олеснување, централните банки ги зголемија своите, како да кажам, биланси прилично значајно, ликвидноста се бризга во економијата и објаснувањето беше дека периодот подоцна поради таа неизвестност и страф во финансискиот сектор кој се појави заради големата финансиска криза, ја намалуваше таа брзина на опток на пари долго време. Функционираше многу поспоро економијата, иако имаше огромна ликвидност. Тоа после ковид пандемијата и со појавата на новите, како што каже колегата Никола Поповски, начини на плаќање и движење на монетарните трансакции се забрза енормно. Меѓутоа ковид кризата беше еден тригер, како што спомна и колегата Трајан, за тоа се надоврзувам на сите, ги загуби и каналите на снабдување, се ограничи понудата и така натаму, меѓутоа со оваа енергетска криза, со сценариото за зелена економија и така натаму, дојдовме до една ситуација кога се создаде, јас би ја некол, совршена економска бура од која мораме пополека да се снабдуваме. Што се случува во нашата земја пред да дојдеме до одговорот на двете политики пред се на фискалната политика? Спомнаа дел од колегите, увозната зависност е особено, и тоа не само увозната и извозната зависност, ние кај нас екстремно голема и тоа ни е само во неколку производи. Така да долгорочна, среднорочна стратегија не е лесно диверсификација на овие увоз и извоз. Значи ние неколку производи извезуваме клучни и неколку увезуваме, така да секој ветер економски кој ќе дувне на глобалната сцена неизмерно е да не погоди силно и да ни го оддува бродот. Тука не можеме многу да се справиме. Можеме да го наместиме кормилото, меѓутоа не можеме бранот да го избегнеме целосно. Од тука таа наша увозна и извозна зависност беше особено важна и поврзана и со она што ни се случува на страната на инфлацијата. Ако ги видите стапките на инфлација кај голем дел од економиите, оние кои се увозно зависни, помали економии и кои имаат ниско сопствено производство на храна и енергија, она што го спомна господинот Трајан, тие имаат секогаш повисока инфлација и потешко се справуваат со неа. Од тука гледате дека имаме европски економии кои имаат иста монетарна политика, фискалната им е различна, меѓутоа имаат различни стапки на инфлација, иако се дел од монетарната унија. Така да структурата на економијата е пресудна, меѓутоа ние не можеме да влијаеме на структурата на економијата која имаме сега. Моментално можеме на среден рок да работиме. Тука можеме да функционираме, односно да донесеме мерки кои би делувале во неколку насоки, би делувале на однесувањето на економските субјекти, на бизнисите, односно и поддршката и влијањето на инфлаторните очекувања, она што го спомнавте како особено важно. Можеме да делуваме на однесувањето на економските субјекти, односно на граѓаните во оваа насока и можеме привремено да подобриме дел од производството на храна и енергија кој го имаме.
Со што се соочува бизнис секторот во овој момент? Бизнис секторот е особено погоден. Сакам да се осврнам и на него, колега Синиша, ќе видам краток. Бизнис секторот се погодува со особено удар од повеќе страни. На една страна имате поскапување на сите негови енергенси и инпути во оваа ситуација, не само поскапување, нестабилност во снабдувањето, меѓу кои последниот период, посебно кај нас, тоа се види во услужниот сектор, каде што инфлацијата енормно се зголеми во определен период. Имаме зголемување на работната сила како ресурс, посебно во определен. Тоа им предизвикува притисок на нивните цени, а од друга страна глобалните текови по барувачката за дел од производите е несигурна. Така да од двете страни се притиснати бизнис секторот. Ова наметнува потреба од преструктурирање. Ако земеме предвид и состојбата во која се наоѓа бизнис секторот, оно што го спомнавте, геополитичката состојба која носи можности и ризици, значи треба да се подготви за глобално преструктурирање во период кој доаѓа нашиот бизнис сектор. Во таа насока, оно што го спомна колегата, и фотоволтаици и поевтинување на ресурсите кои ги снабдува, ќе биде особено важно, меѓутоа и она како ќе привлечеме дополнителен капитал и ресурси во нашата економија, пред се во бизнис секторот, со цел да се спои со нашиот. Тука е она, ја спомнавме со колегите денеска, nearshoring, односно опцијата со која веќе глобалните најсилните европски економии сакаат своите добавувачи, главни компании со клучни производи кои ги снабдуваат да бидат блиску до Европската унија. Тука е нашата голема можност и можност за бизнис секторот. Се врзуваме како вагон за еден голем воз и локомотива која вози, затоа што сме премногу мали сами да се движиме во некои сектори. Банките, што се случува во банките, пошто така беше наречена и денешната конференција. Банките гледаме дека имаме глобално финансиско затегнување, тоа влијае на државата и на банките. Меѓутоа, тие се соочуваат исто со повеќе ризици. На едната страна се мерките и политиките со кои се соочуваат, поврзани со инфлацијата, борбата, несигурните мерки кои се најавуваат, но од другата страна постои среднорочен ризик ако се влоши економската состојба, побарувачката за кредити, меѓутоа и стабилноста на нивните клиенти. Меѓутоа, за тоа не би дискутирал, би се префрлил конкретно на она кој го спомна колегата Синиша во контекст на мерките кои се случуваат кај нас, пред се во буџетот кој се донесе. Државата мора, односно, во оваа состојба не можеме да излеземе имуни. Секој од овие, како да ги наречеме, економски субјекти во оваа приказна, во оваа сцена мора да изгуби дел од себе, односно мора да се приспособи на ситуацијата. Тоа се граѓаните, бизнисите и државата. Јас дискутирав со бизнисите пред некој ден и ми рекоа, па добро, еве ние мораме да ги покачиме цените, ке на тој начин ке не знам дел од нашиот ризик ке го намалиме, односно мораме да оствариме профити, односно да преживееме и така натаму. Меѓутоа, која е логиката? Реков, ако го префрлите целата ликвидност и богатство, ако ги осиромашите тие кои креираат побарувачката, нема да има една побарувачка. Значи тие три сектори, државата од друга страна исто, ако државата неизмерно помогне, целосно да му помогне на бизнис секторот и на граѓаните, се задолжи преку глава, мора да собере даноци и да ја притисне економијата на среден рок или да врши рационализација на своите јавни услуги кои ги врши. Значи пак мора граѓаните и бизнис секторот да платат. Тие три сектори се светото тројство, поврзани се меѓу себе. Не можете да го притиснете, односно само еден од тие сектори да го поднесе товарот. Уметноста е како да се направи тоа. И односно мерките кои ги преземаат монетарната и фискалната власт треба да овозможат балансирање на овој притисок, односно на ова негативни ефекти кои ги предизвикуваат и цените и очекуваната идна, ако можеме да накажеме, намалена економска активност. Монетарната политика знаеме дека презема повеќе мерки, ги дискутираме со колегите, добро ни се познати во контекст на каматните стапки, во контекст на задолжителната резерва за која се дискутираше, која е особено важна, затоа што го ограничува ликвидноста и ефектот на побарувачката кој се јавува, пред се е насочен кон стимулирање на домашното денарско штедење и денарското кредитирање наспроти во странска валута и така натаму. Понатаму имавме една макроекономска прудентна мерка и така натаму, меѓутоа иднината во контекст на монетарната политика е внимателно да ги следи и на една страна инфлацијата за која дискутираме, меѓутоа од друга страна и финансиската стабилност на банкарскиот и на финансискиот сектор. Во смисла, од една страна, ако претерано се реагира, банкарскиот сектор може да се најде во неповолна положба и така натаму, ако нормално се зголемат каматни стапки. Значи внимателно монетарната политика треба да балансира, да користи повеќе насочени мерки макропрудентни и така натаму. Тоа не е во контекст на монетарната. Што се случува во фискалната политика, почитувани? Дискутираме за една фискална политика, гледате министерот за финансии неколку пати најави даночна реформа, се најави буџетот кој треба да биде поддршка на оваа реформа. Даночната политика е исто така пресудна, оно што го кажа професорот Трпески, која може исклучително силно да делува во ваквата состојба. Затоа што кога имате трошочна инфлација, кога имате нарушени односи меѓу економските субјекти. Гледате, сега се дискутира дали побарувачката, дали фирмите претерано ја зголемиле својата цена или треба да им се помогне, во кој домен треба да им се помогне и така натаму, кој ќе ја воспостави таа дисциплина. Фискалната политика треба да биде особено важна тука.
Меѓутоа пред да дојдеме до таа даночна политика мора неколку принципи да почитува самата фискална политика во себе. Во ваква услови на инфлација, екстремно трошење од врзување на фискалното кесе може да биде контрапродуктивно. Значи прво се фокусираме на зголемување на својата ефикасност и ефективност во смисла на државата. Тука спомна колегата Трајан и во контекст на администрацијата, и во контекст во читување на капиталните инвестиции, во контекст на прво капиталните инвестиции имавме едно истражување, мора да спомнам дека истите капитални инвестиции може да се реализираат со 50 до 60% намалување на инпутите, што покажува колка е нашата неефикасност во контекст на спроведување на капитални инвестиции. Од друга страна, со прибирањето на сопствените приходи, се уште имаме енормно сума значајна на собирање на сопствените приходи. Државниот завод за ревизија потврди дека 56 милиони евра само претходната година се пресметани, не наплатени во буџетот. Да не зборуваме за спорните јавни набавки и така натаму, утврдени во официјални извештаи, не зборуваме за наши претпоставки. Така да тука е целта, ефикасноста, собирањето, па тука доаѓаме до она кој го рековте, проширување на даночната база, доаѓа тек после и воведувањето на нови даноци доаѓа на крај, затоа што имаме се уште простор пред проширување на даночната база да воведеме даночни решенија пред се во даноците на имот, во трансферните цени, во даноците од даночување на туту, во миленици и така натаму. Имаме даноци кои воопшто не се воведени во нашата економија, кои развиените економии ги практикуваат и кои може нови сегменти од економијата да оданочат кои досега не се оданочени. Да не се случи оној кој го плаќал данокот досега дополнително да се оптовари со даночни стапки и да се влие на тој начин. Од друга страна, со ова завршувам, господине Синиша, гледате што се случува со инфлацијата. Морам и една работа да спомнеме која често се дискутира и професорот Трпевски ја спомна. Тоа ни се случи 2008-2009 година. Фискалната и монетарната политика мора да бидат координирани. Ако фискалната политика е енормно зголеми или влијае на зголемување на цените, и го потпалува огнот, монетарната ќе мора да делува и да инхибира дел од тоа дејство, односно да влијае на стабилноста на цените и на нивото на инфлација. Од тука фискалната политика и да се координира, меѓутоа треба да биде внимателна во своите даночни реформи, зголемување на даноци пред се. Знаеме дека има најавено зголемување на даноци во контекст на ДДВ и така натаму, да влијае, односно да го земе предвид не само фискалниот ефект, колку ќе собере пари во буџетот, да го земе ефектот економски на однесувањето на економските субјекти, на нивниот стандард, меѓутоа и на потенцијалното идно ниво на цени. Затоа што треба да координирано да се бориме со оваа стапка на инфлација. Не би сакал понатаму да го задржувам вашата дискусија, се надевам понатаму ќе имаме прашања. Ви благодарам, господине Синиша.